Вработените во основното музичко училиште Ристо Јуруков денеска на пресконференција пред медиумите ги соопшти резултатите што ги постигнале од учество на државни надпревари. Учениците Михаил Митев и Ана Јорданова со постигнати 100 поени освоија специјална награда на надпреварот по солфеж и теорија. По одржување на овогодинешните надпревари на државно ниво во сите категории, ние успеавме да се пласираме на високо ниво и сето тоа немаше да се случи без нашите ментори кои постојано не поддржуваа и не бодреа. Јас сум Михаил Митев, ученик во музичкото училиште Ристо Јуруков. Јас оваа година на државен надпревар по солфеж освоив 100 бода, специјална награда. И овие награди што од изминатите години, како и овој надпревар оваа година, представуваат големо искуство за нас. Ту сепак пред се трудот, дружбата, како и посветеноста што ја вложивме. Сите ученици за државниот надпревар по солфеж и теорија се подготвуваат под менторство на наставникот Благој Николов. Како и до сега, така и оваа година земавме активно учество во државните надпревари по солфеж и теорија на музиката, кои што се одвиваа во Скопје, во Луј, а надпреварите се одвиваа во три нивоа: општински, регионален и државен надпревар. Се вративме со бројни специјални први места и први награди, а по солфеж учествуваа учениците Михаил Митев и Ана Танасковик, кои што освоија специјални награди со по 100 поени, а 6 дечиња учествуваа по теорија на музика. Од нив 3 зедоа специјални награди со прво место, со по 100 поени, тоа се Ана Јорданова, Јован Филипов, Теона Манасиева. Луна Милосова, Викторија Петрова и Јована Крстовска зедоа високи први награди. Инструменталната класа од основното музичко училиште Ристо Јуруков од учество на двата меѓународни и државни надпревари во сите инструменти освоија повеќе високи награди кои во месец мај ќе се представат пред кочанската публика. Значи, зад инструменталната класа при основно општинско музичко училиште Ристо Јуруков од Кочани стојат веќе два надпревари, и тоа меѓународен надпревар полихимнија во Скопје и државните надпревари по сите инструменти. Значи, представници од сите класи во нашето училиште, од класите по виолина, гитара, пијано, хармоника и флейта, зедоа учество на овие надпревари, со тоа што имавме вкупно 22 учесника, од кои имаме една специјална награда, имаме 3 први награди, 10 втори и 7 трети, мислам дека беа. За наредниот период учениците се подготвуваат за настап во збртемениот град Сиген Сент Миклош, Република Унгарија. Овие успеси се резултат на напорната работа на учениците заедно со наставниците ментори во текот на учебната година.